Да можеме да разговараме директно со луѓето кои се засегнати, дали со здравствени проблеми, дали со правни проблеми во врска со новите експериментални вакцини, во врска со тоа како да се справат правнички во иднина, ако имаат некои несакани ефекти. Тоа е тоа. Значи, важна работа што сакам да кажам е тоа што од денес покренуваме иницијатива да може вакцинираните кои што примиле експериментална вакцина да добијат и парична компензација за тоа што го сториле, бидејќи презеле ризик за сопственото здравје и за општо добро, фере и ние како здружение да се бориме и за нивните права, бидејќи ова здружение се бори за правата на сите граѓани. Немаме поделби, сакаме да испратиме порака уште еднаш дека редно е да се укинат сертификатите. Видовме дека ефектот од новите експериментални вакцини, кое во болниците имаме доста хоспитализирани со трета доза и не гледам јас како лекар, поента во тоа се уште да имаме поделеност во општеството, едните да ги уживаат правата, а другите да не можат да си ги уживаат собствените слободи, да идат во ресторанти или кафичи. Поднесовме барање до Агенцијата за лекови и медицински средства, од кое што баравме да ни даде податоци за вакцините, например, дали вакцините се регистрирани во Македонија, како се пуштани во промет, дали има одобрение за тоа. И на крај, тоа што веќе го спомна докторот, дали Агенцијата за храна и за лекови и медицински средства и Министерството за здравство ќе одговараат затоа што пуштаат во промет лек кој што е во експериментална фаза и за кој што нема долгорочна студија. Исто слично барање поднесовме и до Министерството за здравство да ни даде информација исто така за вакцините, а најмногу за сертификатите, дали има научни докази за воопшто тие да се применуваат и дали тие се соодветен одговор на пандемијата. Имаме и други прашања до Министерството за здравство, например колку трае имуниот одговор после вакцинацијата, за исто така за биодозата на МРНК што се внесува во организмот на луѓето при вакцинирањето и други клучни прашања. Важно е да се спомене дека и покрај што истече законскиот рок од 20 дена, значи се уште одговори ниту од Агенцијата за лекови и медицински средства, ниту од Министерството за здравство немаме добиено.